Во декември бројот на невработени се зголемил за речиси 3000, вели статистиката на Агенцијата за вработување, според која сега во државата има 105.452 невработени лица. За Ангел Димитров од Организацијата за работодавачи, овој податок не е реална слика. Па јас сметам дека и покрај тоа што одредени компании затворија во овој период заради немање доволно работа од странство или некои други нивни причини, дека овде се работи или за некоја статистичка грешка или се работи за ептен краткорочен податок, бидејќи верувам дека и понатаму ќе продолжува бројот на невработени да паѓа во Македонија, најмногу заради тоа што сигурен сум дека недостатокот на работна сила е се уште присутен и дека они работници кои ќе останат без работа во одредени компании кои пропаѓаат, верувам дека ќе се вработат на друго место. Во принцип, зголемувањето на невработеноста е најлошиот гласник за негативна тенденција во секоја економија. Ова значи и навалено производство, помали приходи и неизвестност, објаснуваат економистите. Тоа може да значат повеќе фактори, меѓутоа ако направиме една збирна оценка, една интегрирана оценка за сето она, ќе кажеме дека едноставно дека не цветаат рози во нашата економија, односно постои едно окружување во кое што се чувствува таа несигурност за економските субјекти, за предпријатијата. Опаѓа кондицијата на економијата, можеме да кажеме дека сигурно се тоа понатаму, можеме да кажеме политичката состојба исто така внесува еден вид несигурност во економското окружување, безперспективноста, сите тие работи можеме да кажеме дека даваат еден свој одраз. Сепак, клучното прашање е дали ова значи дека во ризик доаѓаат платите на работниците и дека сонце повторно ќе ги огрее работодавачите. Не, платите во никој случај нема да опаѓаат, затоа што не само ради тоа што сега од март ќе се качи и минималната плата, туку заради тоа што компаниите мора да ги покачуваат платите ако сакаат да ги задржат младите во своите компании и во држава на еден начин, така да мислам дека тој процес на покачување на платите ќе продолжи понатаму. Ова е очекуваниот договор бидејќи глобално работна сила нема. Европа и светот за работа се отворени и секој има можност среќата да ја побара на друго место. Вчера потпишаниот договор помеѓу Македонија, Албанија и Србија е само уште една нова меѓу многуте други.